Саботно издание на вестите во 12:30. Добар ден, еве што ќе гледате. Две белгиски компании најавија инвестиции во Македонија. Се работи за една текстилна и една логистичка компанија чии конкретни вложувања ќе бидат познати деновиве. Од 560.000 вработени во 2004 година, денес бројот на вработените е 711.000. Тоа се околу 150.000 нови работни места за време на мандатот на ВМРО ДПМН. Чешиново облеше објави оглас за продажба на градежно неизградено земјиште. Се нудат 4 за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија. Најголемата парцела е во катастарската општина Спанчево. Денеска православните верници во Македонија чествуваат најчестата слава во македонските домови, Свети Никола. Станува збор за постна слава, па на трапезата ќе доминираат постна сарма, постно гравче и риба. Во народното паметење овој лик останал како заштитник на патниците, посебно на оние што патуваат по вода, но и по тоа што како за време на животот, така и по смртта ги помагал сиромасите, ги заштитувал затворениците и неправдено осудените, ги откупувал робовите и ги пуштал на слобода. Една текстилна и една логистичка компанија следниве денови официјално ќе ги соопштат плановите за инвестиции во земјава. Ваквите инвестиции се резултат на преговорите кои се воделе со поединечни компании за време на бизнис форумот кој се одржа во Антверпен, вилото од агенцијата. Според македонската делегација, интересот на белгиските фирми е значителен, пред се заради успешната инвестиција на Ван Хол. Ван Хол е најголем европски производител на автобуси кој извезува и во САД. Во Македонија компанијата веќе отпочнала и нова инвестициска програма. Има интерес за условите што ги нуди Македонија, меѓу кои секако ниското даночно оптоварување, добрите административни и други услови, ослободувањето од даноците во делот на зоните, квалитетната работна сила и добрата логистика и инфраструктура што ја нуди нашата земја, како и можностите што ги даваме како земја во која што континуирано се спроведуваат реформи за подобрување на бизнис климата. Караванот на ВМРО ДПМН на Македонија и треба твојата идеја вечерва беше помеѓу граѓаните на Берово и Пехчево. На трибината во Берово беа потенцирани топ 3 проекти кои се приоритет на општината. Тоа што вие самите граѓани не го кажувавте што треба да вградиме и во општинскиот буџет, кој морам да ви кажам 2009 година кога дојдов за прв пат градоначалник на општина Берово, изнесуваше само 25 милиони денари, а сега тој изнесува 135 милиони денари, значи 600 е поголем. Тогаш можеме да видиме што работеле и како работеле предходните и зошто ние проектираме толков буџет за да направиме нешто што стварно е потребно за нас граѓаните во општината. Дали имало избори или не, ВМРО ДПМН има правило да има свој караван со кој ќе води од град во град, од општина во општина, ќе ги слуша граѓаните, ќе ги слуша проблемите и ќе се обидува да реши што е можно поголем број на проблеми. Не се решени сите проблеми, има многу проблеми во Македонија кои остануваат да се решат. Свесни сме за тоа. Никогаш не сме сакале да ставаме розови наочари и да гледаме низ призма на тоа дека се во Македонија е добро и дека нема никаков проблем. Ниту пак некогаш сме ветиле дека сите проблеми во државата ќе ги решиме. Збор на оваа трибина имаше и представник на Агенцијата за развој на земјоделието, кој даде краток коментар за средбата која ја имаше новоназначениот министер за земјоделие, инаку член на СДСМ со земјоделците. Заменик министерот отиде да каже дека субвенциите не требало да се исплаќаат и механизацијата не требало да биде доделена и преку ИПАРД, и преку национална програма, и преку млад земјоделец. На тоа земјоделците убаво му одговорија дека е млад и дека е искусен, дека треба да се замени. Вчера и завчера во Каватарци и Неготино ги остави земјоделците 3 сата да го чекаат на ладо.
Не треба некој од кој што зависи да им го врти грбот и да не оди да се соочи со нив. Таа е разликата меѓу опозиционерите и владеачката гарнитура што ја гледате овде. По посетата на сите општини, во вториот циклус ќе бидат посетени и сите поголеми населени места каде ќе бидат организирани трибини за сите граѓани кои имаат идеја, предлог или критика за владините институции. Општинската организација СДСМ Штип денес одржа пресконференција на која упати прашања до директорот на ЈПИСАР Ангел Бојаджиев. Како што наведуваат, Бојаджиев нарачал реклама во списанието Балканика за собствена промоција, а според нивни информации за да се добие простор од 2 страници во ова списание, потребно е да се издвојат 120.000 денари и задолжително да се откупат 16 примероци од списанието кои што чинат 30.000 денари. Според информациите, за да се добие простор од 2 страници во ова списание, потребно е да се издвојат 120.000 денари и задолжително да се откупат 16 примероци од списанието, кои што чинат неверојатни 30.000 денари. Во последното издание на списанието, за работата на Бојаджиев се издвоени 4 страници, значи биле исплатени 270.000 денари. Дали промоцијата на Бојаджиев е платена со пари на јавното предпријатие ИСАР, односно со пари на граѓаните на Штип? Дали во анализата на Балканика е опфатен и фактот дека ЈПИСАР секојдневно бележи 60% губиток на вода за пиење на патот од филтер страницата до крајните корисници? Директорот на ЈПИСАР се одговор на овие прашања. Постои Балканик како фирма, постои јавно предпријатие. Тоа може да биде информација од јавен карактер, може секој да побара кој што сака колку сме платили и дали сме платили, ќе добие информација. Овие овде примероци што се сега моментално што ги имаме се бесплатни. Медиумската куќа Балканика ме изненади и кога зеде интервјуто со мене кога го направи и кога дојде и кога ми ги врачи книгите. Значи тоа многу лесно може да се провери. Значи наместо да се занимаваме со лаги, невистини да ширеме меѓу граѓаните, подобро да се фатиме за некоја работа, да сработиме нешто. Луѓе кои што немаат работа и кои што се чудат цел ден што да трачат и што да кажат, нормално да кажуваат вакви пресови. Само да ги потсетам СДСМ дека тие беа на власт. Пак ќе напоменам. Донесо 11 денари на општина Штип за цела година. Меѓутоа, добро трошеле на репрезентација, добро трошеле за финансирање на спортот, добро трошеле на разноразни уживања нивни, затоа 11 денари добивка. Мислам дека треба да влезе во Гинес. Неминовно како доаѓа април, така ги фаќа паниката, така паничат и мислам дека се очекувам некои полоши пресови и поголеми лаги од нивна страна и клевети. Ние сме партија која што не се занимава со лаги и клевети. Нашето работење се гледа во делата. Сето тоа што го имаме сработено, луѓето може да го видат, за разлика од нивните магионичарски трикови на зборови кои што немаат оставено ниту едно дело. Јас ќе им даваме на лист хартија на Социјалдемократскиот сојуз да напишат само 10 проекти за општина Штип, додека тие биле на власт што ги имаат сработено. Само 10 проекти. 5 нека напишат. 3. Нема ни еден, верувајте. Ние не можеме да склопиме презентацијата сега што имаме за наше годишно работење. Според Бојаджиев, делата доволно гласно зборуваат за работата, а тоа несумнено предизвикува незадоволство кај опозицијската партија. Општина Виница денес ја спроведе втората обука за новите таксисти во Виница, кои од неодамна се на листата на такси возачи во градот, во насока на навремено прилагодување на пропишаните врски и коментирање на документацијата. Тие денес ги учија правилата кои мора да се практикуваат во сообраќајот. Обуката ја спроведе лиценциран центар Македонија Сообраќај. Денес се одржа втората обука за добивање на сертификат за автотакси воzač на патници. До сега претходната обука имаме поминато 33 автотакси возачи, значи имаме општина Виница има издадено 33 сертификати за автотакси возач. Денеска се одржа втората, како што реков, втората обука на која присуствува 6 автотакси возачи од 3 автотакси компании во Виница кои успешно ја помина обуката и во текот на наредниот ден, во текот на наредната недела
ќе извршиме полагање, односно овие автотакси возачи кои помина успешно обуката, ќе имаат полагање за да може да добијат сертификат за автотакси возач. Колку сертифицирани возачи имаме веќе во Виница? Значи, како што реков предходно, досега ова е втора обука, имаме досега издадено 33 сертификати за автотакси возач, значи имаме сертифицирано 33 автотакси возачи. Сите функционираат на терен? Да, некои од овие автотакси возачи се уште работат во автотакси компаниите, додека некои свое вработување најдоа во некои други компании, приватни или надвор од државата, но голем број од овие автотакси возачи се уште работат во автотакси компаниите. И колку лиценцирани такси превозници има? Значи во општина Виница имаме 7 автотакси превозници, односно лиценцирани автотакси превозници. Навременото осигурување и висината на платите е она на што денес се пожалија виничките таксисти, но генерално се задоволни од соработката со општина Виница, која веќе има издадено 33 сертификати за автотакси возачи. Ова е втора обука за добивање на сертификат за автотакси возач на територија на општина Виница. Денеска во соработка со општината беше организирана втора група на автотакси возачи, кои што успешно ја имплементира обуката и во неврзан разговор со нив, значи со секојдневните проблеми што тие ги се среќаваат како во собраќајот, така и во секојдневните активности, успеавме преку предавања, преку разработка на заеднички ситуации да ги утврдиме и да ги констатираме нивните проблеми кои би требало во година понатаму што полесно да ги совладаат. Целта во добивањето на овие сертификати е кандидатите да можат полесно да се вработат во такси компаниите, да се воведе поголем ред во такси превозот, како и да се зголеми безбедноста на патниците кои што користат такси услуги. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево објави оглас за пријавување на заинтересирани купувачи за јавното надавање за продажба на градежно неизградено земјиште во сопственост на Република Македонија. Се нудат 4 парцели наменети за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија, при што најголемата со површина од 55.000 метри квадратни е лоцирана во местноста Свети Атанасии во катастарската општина Спанчево. На истиот локалитет се продаваат уште 2 парцели со многу помала површина, односно од 3560 и 3380 метри квадратни. Кај нив можноста за изградба е околу 68% од вкупната површина. Почетната цена за сите 4 парцели е 118 денари од метар квадратен, а пријавувањето на заинтересираните купувачи за јавното надавање е до 18 јануари наредната година. На огласот може да се пријават домашни и странски правни и физички лица, а надавањето ќе се одржи на 25 јануари. Словачкиот председател Андреј Кишка стави вето на пакет закони за борба против тероризмот кој минатата недела го усвои парламентот, јави дописникот на МИЕ од Прага. Предлог законите предвидуваат зајакнување на овластувањата на полицијата и тајните служби. Словачкиот парламент на воредна седница в понеделник повторно ќе ги разгледува измените, а владеачката партија СМЕР, Социјална демократија, го има мнозинството за повторно изгласување на пакетот. Американскиот председател Барак Обама го потпиша законот за буџет за следната година во износ од 1,1 билион долари. Пакетот во вкупна вредност од 1,8 билиони долари вклучува 1,15 билиони долари за финансирање на владата и дополнителни даночни отстапки во износ од 680 милиарди долари во текот на следните 10 години. Милитантната група Исламска држава успеала да украде хемиско оружје од подземните магазини во Либија кои не биле соодветно чувани и оружјето веќе го искористиле, вели роднина на починатиот либиски лидер Моамер Ел Гадафи, пренесува Russia Today. Станува збор за гасот сарин кој се употребува за производство на оружје за масовно уништување. ИСИС успеале да најдат некои од подземните магазини во кои што се уште има хемиско оружје сокриено во пустината. За жал, тие не биле соодветно обезбедени, вели Ахмед Гадафи Ал-Дам.
Ракометарките на Норвешка успеаја да се пласираат во финалето на 22-то светско првенство што се одржува во Данска. Тие синоќа во драматична завршница и по продолжение ја победија Романија со 35-33. Најдобра на теренот беше Хајди Лоќе, која во клучните моменти постигнуваше голови. Со пласманот во финалето и со евентуален триумф, Норвешка може да ги обедини трите титули, како Франција кај мажите, бидејќи сега е актуелен олимписки и европски шампион. Но за тоа ќе мора да ја победи Холандија, единствената непоразена селекција на шампионатот. Холандија во полуфиналето ја совлада Полска со 30-25. Еден од најдобрите играчи на сите времиња, бразилецот Роналдиньо, најверојатно ќе се врати во Европа и ќе продолжи со играњето на фудбал. Неговата следна дестинација најверојатно ќе биде Швајцарија и клубот Сион, кој јавно го потврди интересот за овој фудбалер. Роналдиньо е во постари години и гледа некако да заработи уште некој денар и да може да отиде заслужено во пензија, а според првите најави Сион спремил најверојатно плата за поранешниот играч на Милан и Барселона. Ова е се во првото информативно издание. Повеќе за денешните настани гледајте во Дневникот во 16:30. До тогаш пријатен ден.